Почитувани пријатели, добра вечер. Македонскиот поет и лингвист Коневски во еден од своите записи вели: "Докај што сум ја пренел својата љубов, дотаму е мојата татковина." Фестивалот Охридско лето покажува дека сечија и нашата татковина може да биде целиот свет, ако веруваме во уметноста и културата. Годинава нашиот фестивал слави 6 децении. Години во кои врвни македонски, европски и светски уметници не почестија со својата изворедност тука во Охрид. И од тука ја промовираа македонската култура и воопшто вредностите на нашиот народ и држава. Ова достигнување е заслуга на генерации културни работници и поддржувачи кои со својот труд и посветеност се вградија себе си во мисијата на овој фестивал. Годинава големиот јубилеј е засенет од глобалниот предизвик со кој сите се соочуваме. Поради пандемијата, меѓу нас изникнаа бројни невидливи зидови на социјална дистанца и изолација. Во изминативе месеци, многумина со загриженост прашуваа како ќе изгледа уметноста и културата во светот во кој вирусот COVID-19 е доминантен. Историјата сведочи дека во кризни времиња културата не умира, напротив, раѓа поинакви формати за понатамошно обстојување. Некои од најголемите уметнички дела се создадени токму во време на големи лични и заеднички трауми што ја ослободуваат креативноста. Наместо да исчезнат, многу уметнички и културни иницијативи и форми доживеа дигитален препород. Затворени во своите домови, многумина од нас се восхитуваа на уметниците кои настапуваа на празните плоштади и во празните сали со цел да не охрабрат да издржиме. Но во време на здравствени и економски предизвици, уметниците се и критичкиот глас, што не потикнува да размислиме врз какви вредности треба да градиме подобар и поправеден заеднички свет. Сето ова се должи на вистината дека и во времења на радост и во времења на страдање, човекот толкму преку културата и уметноста ги согледувал, ги отсликувал, но и ги менувал општествените и политичките наративи. Да се организира Охридско лето во услови на COVID-19 не е воопшто лесно, но е апсолутно неопходно. Веќе 60 години оваа манифестација е модел за врвни естетски достигнувања на меѓународно ниво. Во исто време, ова е фестивал на креативни поединци кои се исправаат наспроти деструктивните тенденции. Се разбира дека од ваквите потфати на уметничко здружување и политиката може да учи за тоа како се создаваат слободни, отворени, еманципирачки, динамични јадра, што ја потврдуваат убавината на различностите. Драги пријатели, нужно е да го задржиме нивото и квалитетот што со себе го носи фестивалот Охридско лето. Колку што културата ни е потребна во мирни времења, уште повеќе ни е неопходна во време на криза. Императив е да вложуваме во културата и уметноста, за и во наредниве децении од тука, од Охрид, уметниците да продолжат да учествуваат во градењето на свет, што ќе биде, се надеваме, поправеден и поблагороден. Со таа мисла, дозволете ми да го прогласам фестивалот Охридско лето за отворен. Благодарам. Во далечната 1976 година, по барање на дирекцијата на Охридско лето, еден од најпознатите македонски композитори, Томислав Зогравски, ја напишал композицијата Авизо за Охридско лето. Денес препознатлива химна со која по традиција се отвара фестивалот. Токму оваа композиција е символ на фестивал со големо достоинство и исклучителна културна придобивка за Охрид и Република Северна Македонија. Символ на манифестација, стожер на македонската културна традиција. Химната на Охридско лето и фестивалскиот оган ќе го означат почетокот и на овие јубилејни фестивалски денови, богати со многу убавина на висока уметност.